ровата држте го крадецот, нели Бугарија, прави една таква србизација на македонскиот простор што јас него, значи во македонската историја Лазар Којшевски останал како мит за македонски политичар србоман. Јас мислам дека оваа гарнитура ќе го надмине тоа. Дали е доволно објаснувањето дека бугарските пасоши најчесто се вадат за патување и бизнис интереси? Мислам дека главниот бран на вадењето на бугарски пасоши е завршен. Господин Георгиевски, кога до вчерашна бизнисменка, денес е министерка, ќе биде објавено дека се декларирала дека има бугарска самоствест. Дали премиерот треба да ја разреши? Не, зошто да ја разреши? И тоа проблемот е во лицемерието на таа владина политика. Пијачот Гарванлиев. На човекот му беше, што беше на Евровизијата, на човекот му беше полесно да каже дека е геј, отколку дека има бугарски пасош. Дали и колку судскиот совет и советот на обвинители се главни генератори на ниската доверба во македонскиот правосуден систем? Постојано, кога има некои големи крупни скандали, постојано тие се поврзани на еден или на друг начин со судскиот совет или со советот на јавните обвинители. Повраќањето од Лондон, се соочивте со општествено цивилизацијски шок? Првото нешто што го забележав откако се вратев тука назад во Македонија беше дека генерално во градов, во Скопје, има многу агресија и нервоза. Недела во која Брисел го испорача новиот извештај за Северна Македонија за напредокот на државата. И речи си вообичаено истите пораки. Неопходност од спроведување на уставните промени и реформи во правосудниот систем. Но, на овие и други теми ќе разговарам со поранешниот македонски премиер Љупчо Георгиевски. Добре дојдовте во емисијата. Добро најдов, поздрав до гледачите. Господин Георгиевски, дали пораките од Брисел за неопходноста од уставни промени Мицковски треба да ја свати како отрезнувачка и дека не отрезнувачки и дека не треба веќе да се губи време и конечно да се спроведат потребните уставни промени и внесување на бугарите во преамбулата? Видете, Чановски, мислам дека сето тоа ни беше јасно и претходно. Меѓутоа, еве некои кругови од страна на владата, некои министри, кажуваа дека еве се разговара со Европската унија, ќе има ново преговарање на условите и сето тоа, иако изгледаше сето тоа така малку како илузија, со најновиот извештај мислам дека на секој му стана јасно. За жал, мораме да се навратиме дека претходно со делувањето на Албанија, некако Македонија веќе остана како во слепа улица и покрај тоа што имаше малку нели атмосфера која создаваше дека еве можеби ќе има ново преговарање. Денеска е јасно дека условот е тој. Ако добро разбрав, Европската унија бара и словенците плюс да ги додадеме во уставот на Република Македонија. Значи, претходно ние имавме само 5, ако не се лажам. Сега треба 6 или не знам колку етноси да ги внесеме во уставот. Нема трагедија во тоа. Од кога излезе тој проблем, постојано сум кажувал, трагедијата ја правиме самите ние. Нема драма во целата приказна. Драмата сами ние ја правиме. И нели, патот на Македонија кон Европската унија не бил идеален никогаш, меѓутоа сметам дека некако овој пат чувствувам некоја тотална закоченост, тотално наоѓање во слепа улица и според реториката која слушам од владини представници, она што е најлошото и не гледам простор многу и за оптимизам. Значи, мислам дека тука самите ние си го правиме проблемот. Зошто се прави тоа? Не знам, може би во интервјуто кога премиерот Мицковски вели дека времето не работи за нас, тогаш се постава прашањето што чекаме. Значи, ова влада вика вака не може, вака не прифаќаме. Треба да ни кажат како може, нели? На крај краиштата луѓето гласале за нив толку убедливо затоа што верувале дека можат да направат нешто што другите не го направиле. Сега треба да ни објаснат како може. Јас не гледам дека ние од оваа ситуација начинот на кој владата ја води целата ова проблематика, сметам дека ќе излеземе брзо, освен ако не направат, ако не најдат храброст и да направат брз преократ како што го направи и со грците. Сметам дека има
простор за брза промена на политиката, затоа што навистина во приказната нема трагедија. Но не ви се, Сега, не ви се чини што дека македонскиот премиер помалку како да ја омекнува позицијата, неодамна рече дека оцени дека Преспанскиот договор е ремек дело на Европската унија. Да, тоа сите не изненади. Нели, јас велам, окей, мене тоа не ми е проблем што зборува Ленок, сега води друга политика. Дај Боже тоа да го направи и со Бугарија и конечно да тргнеме во Европската унија. Знаете, Чомовски, мене ме изненадува што во Македонија се пласираат две тези. Прво, што ќе ни Европската унија, нели така? А втората теза е во круговите на ВМРО дека што и да направиме сега, ние во овие 4 години нема да влеземе во Европската унија. Да, меѓутоа има тука два одговори. За таа теза што се шират внатре во владеачката структура, дека што и да направат во наредните 4 години, нема да влеземе во Европската унија. Сакам да подсетам дека во минатите 33 години на самостојна и независна Македонија, секој премиер и секоја влада правеле нешто за да направат еден чекор кон Европската унија. Сакам да ја подсетам, ние договорот за асоциација и пробивот. Значи, Македонија, кога дојдовме ние, Европската унија имаше став Западен Балкан воопшто да не влегува во Европската унија. Тој пробив го направивме ние, имавме среќа со НАТО бомбардирањето на Милошевиќ и одеднаш Европската унија рече ја менуваме политиката, од утре Западен Балкан ќе преговараме за влез во Европската унија. И нашиот подпис, Македонија, прва го стави подписот, прва направи договор за асоциација со Европската унија. Ние кога го направивме тој чекор, не мислевме дека за унините 4 години ќе влезевме. Знаеме дека после влегувањето ќе биде после 20 години. Меѓутоа сме направиле еден чекор, а мислам дека сите влади до сега правеа некои такви чекори. И одеднаш сега ние имаме кочница на патот. А за првата теза, дека што ќе ни Европската унија, сега ќе ви кажам неколку примери. Значи, владата, актуелната влада позајмува 500 милиони евра и сега ги дели на општините. Неодамна читав еден хрватски портал, точно во исто време кога ние го земавме кредитот, Европската унија донесе заклучок дека на хрватските општини ќе им бидат доделени 600 милиони евра грантови за проекти на општините. Значи, каде е разликата? Овде ние земаме кредит за да им дадеме пари на општините, во земите на Европската унија добиваат грантови многу поголеми од тие што можеме да земеме кредити. Ние земаме кредити за да правиме железници, автопатишта. Во Европската унија земаат грантови за да ги прават истите тие патишта. Ние, нашите земјоделци, овде конкурираат за субвенции во владата од буџетот на Република Македонија, земјоделците во Европската унија конкурираат во Брисел и тоа 5 пати поголеми суми ги добиваат од Европската унија. Не знам ако треба на некој се уште да му се објаснува во Македонија што е тоа да бидеш членка на Европската унија. Значи, ние имаме работа со една воопшто погрешна ориентација на македонскиот граѓани. Од каде е оптимизмот по изборите во Бугарија дека може Бојко Борисов и Мицковски да ги приближат позициите? Дали тоа е по линија на фактот што станува збор за две сестрински партии или сепак под притисок на едните и на другите да... Па најверојатно и двете се во прашање, меѓутоа некои напади што дојдоа од наша страна против нивни министри сигурно не служија добро. Знаете, гледате Мицковски, во светот на господин Нечавонски, во светот на политиката се може да се преговара во принцип. Меѓутоа, мене стилот малку што го наметнуваат македонските политичари на ароганција, како се вика, понижување, не ми личи дека ти од другата страна ќе го одоброволиш тој да преговара, да репреговара нешто. Значи, ние сега имаме ситуација кај што бугарската политика негде до ветото беше многу агресивна, патерналистичка према Македонија, го имаше тоа. Сега гледаме тие се релативно смирени, сега ние од наша страна продаваме нарцисоидност, агресивност, па дури и безобразие. Знаете, има едно едноставно правило. Тој што го молиш, не го лути. Значи, ако сакаш да репреговараш нешто, не се репреговара тоа за да собираш поени во Македонија, туку се репреговара тивко.
Дајте да видиме. Знаете, сметаме ние тоа и тоа е проблем, дајте да видиме што може да се реши во целата таа ситуација. Кога вице-премиерот Николовски вели бугарите се нецивилизирани, а Бојко Борисов е криминалец, односно човек кој е осомничен за сомнителни сделки, а од другата страна од Софија добиваме дека со ваков вокабулар не може да се вако. Ама не, сега тука Дали тоа е реална конфронтација или станува збор за своевидно политичко дипломатско? Не, мене ми личеше тоа на реална, мислам дека ми личеше на реална конфронтација. Непотребна од наша страна. Реално непотребно. Сега тука не е прашање дали сакаш вака или така, вака како културен човек, како наблюдува што направивме ние, очигледно дека проблемот беше на наша страна. После исто така направивме непотребно кавга со знамето, окей, било инцидент, има такви инциденти. Па ние со претходната влада, мислам, 3 пати погрешија знамења на разни политичари кои доаѓаа во Македонија. Што имаше скандали меѓу тие држави, немаш. Се случува, тоа се решава на техничко проблем, не го ни забележуваш, одиш понатаму. Каде го гледате решението? Во одлучноста на новата влада? Гледате, јас ќе ви кажам моје мислење што е дел од решението. Прво, мислам дека следејќи македонската политика, сметам дека веќе сите политички партии, скоро сите политичари имаат единствен став. Не е проблем да се внесат бугарите во уставот. Така, тоа е веќе генерална позиција. Проблемот бил, патот понатаму, дали ќе биде извесен, дали Бугарија ќе го злоупотребува. Бараме гаранции. Бараме некакви гаранции. Нормално, јасно дека гаранции не можеме да добиеме, како што никој не добил гаранции. Меѓутоа, јас што го размислам, можем и да го понудам отворено, па ако сакаат и двете страни, нека го користат. Значи, мислам дека потребата за таа неизвестност произлегува од таа историска комисија, која и до сега го направи практично проблемот и главниот проблем околу ветото. И јас лично сум давал барем 4-5 интервјуа и во Македонија, и во Бугарија, за разлика од некои политичари кои се само овде селни, кај што кажувам дека начинот на кој е поставена историската комисија, прво, не може да биде тоа основен услов за добрососедство на двете држави, и второ, сметам дека малку од нивна страна се злоупотребува таа позиција, дека они се тие кои треба да диктираат како Македонија ќе оди понатаму. За да се оневозможи таа ситуација, историската комисија да ја диктира политиката меѓу двете држави и нашиот пат кон Европската унија, јас го давам следниот предлог. Се надевам дека разумни политичари од двете страни ќе најдат решение. Прво, меѓутоа, пазете, ние од наша страна не можеме да одиме со политика. Немаме општа историја, нема бугари во Македонија, бугарите не направиле ништо за Македонија, меѓу бугарскиот и македонскиот јазик нема ништо слично, тоа се два сосема различни јазици. Значи, ние мораме прво, повторно, да влеземе во рамката што Заев ја потпиша, дека имаме општа историја, и потоа како би изгледало тоа. Значи, наместо да се преговара години и ние да бидеме на некој начин зависни од таа историска комисија, јас би предложил целиот проблем да се реши веднаш за 2-3 месеци и ние таа неизвестност со таа историска комисија да ја решиме еднаш за секогаш. Како? До сега се утврдија 5 општи личности меѓу македонската и бугарската историографија. Треба да се седне на брзина, да се утврдат уште 10, 11, 12 такви места, 12, не знам колку места, настани или места што ќе бидат утврдени, да се донесе еден заклучок во кој Македонија ќе се обврзе со јасни критериуми секоја книга која се објавува во Македонија да биде објавена со оригинална содржина, не во оригинален јазик, затоа што нашите луѓе не знаат да читаат, не мора сите да читаат француски, бугарски или не знам како грчки, туку содржината внатре, затоа што Чомовски ние имаме тешки фалсификати во објавувањето на книгите. Сега можеме да се правиме луди дека не е тоа така, меѓутоа тоа е фактичка состојба која мораме да си ја признаеме. Трета работа,
гледам постојано инсистираат на таа комисија која треба да ги испита колку се жртвите на антибугарската политика во бивша Југославија, односно во Македонија. Не знам тоа зашто не го направи ни Заев, ни Чомовски, кога тоа го бараат они веќе 10 години го зборуваат. И не можам да сватам што е проблемот ако Македонија направи комисија. Прво, ќе добиеме аргумент на нашата страна, затоа што бугарската официјална политика зборува за 23.000 жртви, некогаш 30.000, а има историчари кои зборуваат и за 100.000 жртви. Таа бројка не е таква. Таа бројка е драстично помала, меѓутоа и да се неколку илјади, што е проблем ние во Македонија да кажеме, еве ја комисијата која ќе утврди дека после 45-та година луѓе се затварани, малтретирани, па дури и убивани затоа што имале бугарска самосвест во Македонија. И горе-доле тоа да биде еден заклучок, а понатаму историската комисија да си продолжи со дискусијата, меѓутоа да не биде тоа услов за влегување на Македонија во Европската унија. Мислам дека на некои кругови во Македонија тоа ќе ми изгледа премногу, на некои кругови во Бугарија ќе ми изгледа премалку, меѓутоа јас мислам дека тоа е добар компромис за двете страни. Што доколку на долг рок останеме надвор од Европската унија? Не, гледайте, Ова нова владина гарнитура се повеќе, се почесто е на линија Скопје, Будимпешта, Скопје, Белград. Најголемата опасност за Македонија, гледайте Чомовски, што се прави во Македонија? Во Македонија, посебно оваа влада, што мене посебно ми пречи, под прави една под паролата држте го крадецот, Бугарија, прави една таква србизација на македонскиот простор што јас значи во македонската историја Лазар Кулишевски останал како мит за македонски политичар србоман. Јас мислам дека оваа гарнитура ќе го надмине тоа. Знаете, под паролата држете го крадецот, да се спасиме од бугаризација, ние правиме невидена србизација во македонскиот простор. Значи, културно, информативно, политички, не знам кој се пример да го кажам. Гледате што се случува во последните 4 месеци, додека е ВМРО-ДПМН на власт, имаме 3 манифестации. Едната е прослава на Брекалничката битка во Штип, втора е прославата на Кајмакчелан долека Гевгелија и пред недела дена прослава на Зебрањак. На сите тие манифестации има представник на македонската влада, обично тоа е подпредседателот на македонската влада, имаме македонско знаме, имаме македонски старешини. Имаме српски политичари и интелектуалци кои зборуваат за Македонија, дека тоа е Јужна Србија, дека тоа е Стара Србија, Краљевина Југославија, се употребува терминот ослободување на Македонија, се употребува терминот ослободување на српскиот народ и прво имаме комплетен молк, да речеме, на сите патриотски сили во Македонија. Нема патриоти. Сите се преперирани по тој проблем. И што е не гледаме тука ние проблем? Па во времето на најтешката југословенска комунистичка држава, ние имавме јасна позиција према кралството Југославија. И левицата и десницата велеа кралска Југославија е зандана на народите. Која смени таа историја на Македонија? Имаше историска комисија, има историчари кои го потврдија тоа. Ја не можам да сватам и упознавам јавното прашање. Кога се направи ревизија во Македонија, кралска Југославија да биде третирана како ослободителна Македонија? Која направи таа? Ќе ви кажам уште еден пример колку таа длабока држава во Македонија го контролира односот со Србија. Пред 20 дена германски универзитети објавуваат дека меѓународна екипа на археолози, во која учествуваат и грци, што е многу интересно, утврдила дека местото, неолитската населба Влахо, кај Битола, е најстарата неолитска населба во Европа. 20 дена ја нема таа информација во Македонија. Знаете ли зошто? Затоа што после објавувањето на тоа, српските археолози почнаа напад како може нешто да има постаро од Лепенски вир. Лепенски вир е најстарата населба во Европа. И ние еден македонски, таа информација, тоа што ме зачудува, мене ме фрапира, таа информација нема во Македонија. Никој не зборува. Пазете, во Македонија е прогласена најстара населба во Европа.
Тоа не треба патриотската влада на ВМРО ДПМН да направи посебен настан, да каже ако до сега сме одвојувале 3.000 евра, сега ќе одвоиме 300.000 евра, па ќе направиме туристички центар, ќе дадеме пропаганда на меѓународни медиуми да доаѓаат луѓето во Европа да ја гледат каде е најстарата првата населба во Европа. И гледате каков е тој молк за да не се замериме со србите, затоа што треба Лепенски вир да биде најстарата, не населбата Влахо во Битола. Тоа ви е само класичен пример колку сме ние под туѓа контрола како држава. Господин Георгиевски, дали на сцена е тенденција на пасошка бугаризација и дали е доволно објаснувањето дека бугарските пасоши најчесто се вадат за патување и бизнис интереси? Вака сега. Мислам дека главниот бран на вадењето на бугарски пасоши е завршен. Меѓутоа, ако се случи луѓето да не видат перспектива дека ние у некоја ова блиска иднина ќе имаме конкретен европски пат, јас мислам дека ние ќе бидеме сведоци на нов брат на бугарски пасоши. Меѓутоа, повторно доаѓаме до таа ситуација. Значи, со политиката што се прави, ние самите го провоцираме целиот тој настан. Инаку јас ќе ве потсетам, јас кога бев премиер, никој македонец не взимаше бугарски пасош, напротив имаше обратна тенденција. Јас се сеќавам дека ние барем на 20 бугарски граѓани имаме дадено македонски пасош. И имаше спортисти кои взимаа македонски пасоши. Ви зборувам дека тогаш ние бевме многу понапред и дека сигурно дека многу работи се мотивирани и од економската политика. Меѓутоа, Чомовски, ние не можеме да се правиме тука дека во Македонија не постојат граѓани кои се чувствуваат како бугари, не постојат граѓани кои се чувствуваат како македонци, меѓутоа сакаат и знаат дека постои општа историја со Бугарија и конечно имаме структури, цели структури кои ние ги игнорираме. Јас ќе ви го кажам повторно примерот на МПО. Македонската патриотска организација е единствената организација македонска која го одржува прашањето на самостојна и независна Македонија од 45-та до 90-та година. И ние денеска викаме бугарите, македонските бугари не придонеле за самостојна и независна Македонија. Односот према тие македонски бугари ние не треба да го гледаме тука према некои поединци или према некои екстремисти, треба да разговараме со МПО. Зошто Македонија се уште се плаши да разговара со МПО? Да ќе ви кажам, денеска еден од главните луѓе на МПО во Канада е син на една пратеничка во нашиот мандат. Зошто тој човек, млад човек од можеби 30 на години, се изјаснува за македонски бугарин? И е еден од предводниците на МПО. Треба да се разговара. Едноставно треба да се види зошто тие луѓе си го бараат просто. И една друга димензија. Гледате, Чомовски, сега што имаме ситуација. Бугарите, хрватите и словенците беа етноси кои 90-та година максимално ја поддржаа самостојноста и независноста на Македонија. Српското малцинство беше отворено против самостојноста и независна Македонија. И ние денеска гледаме тие што беа против самостојноста и независна Македонија ни делат лекции, ни кажуваат како да живееме во Македонија, а тие што беа за самостојна и независна Македонија, ние не сакаме да ги ставиме во уставот на Република Македонија. Господин Георгиевски, кога довчерашна бизнисменка, денес е министерка, ќе биде објавено дека се декларирала дека има бугарска самосвест. Дали премиерот треба да ја разреши? Не, зошто да ја разреши? Меѓутоа проблемот е во лицемерието на таа владина политика. Значи, господин Чомовски, јас пак ќе ви кажам, значи, дека нешто не е во ред со нашата политика према оние луѓе кои сакаат да се чувствуваат. Значи, ние имаме наистина една невидена широчина како држава. Да може да се чувствуваш албанец, може да се чувствуваш турчин, влав, ром. И сметам дека навистина србин, значи, навистина во тој поглед ние сме уникатни во Европа. Нема толку држава која има толку права за, да речеме, може би не некоја суштински, ама барем декларативно за тие малцинства. Меѓутоа, кога ќе настапи проблемот некој да се чувствува бугарин, ние спроведуваме невидена хајка. Не треба друг пример да ја кажем. Пијачот Гарванлиев. На човекот му беше, што беше на Евровизијата, на човекот му беше полесно да каже дека е геј, отколку дека има бугарски пасош.
За жал тоа е така. И ја мислам и до ден денеска, за жал, тоа владее во Македонија, е некој полесно да се изјасни за геј, отколку да се изјасни за бугарин. Следите тренинг Сега, зошто е тоа? Значи, има значи, атмосфера која го прави тоа во државата. И таа постои, значи, 45-та, 48-та, 50-та година тие луѓе оделе во затвори. Тие луѓе ги притепувале, тие луѓе ги газале. Сега, вие гледате, собственикот на БГНС, Лјупчо Нешков, средна школа завршува во Македонија. Кога ќе зборувате со него, тој кажува нам удба секоја, значи ние ги очекувавме секоја вечер да ни дојде некој од удба и да ни влезе во куќата. И да не навредува, татко ми да го шамара, да го тепат. Значи, сестра му завршува средна школа, он почнува средна школа и татко му решава, значи тоа е негде 80-та година. Па сега ние не можеме да се правиме сега тука луди во Македонија дека бугарите во Македонија не биле малтретирани. Следите тренинг гостин во емисијата Љупчо Ѓоргиевски, поранешен македонски премиер, лидер на ВМРО Народна партија. Господин Ѓоргиевски, пред повеќе од 10 години ве расчеречија кога излеговте и лансиравте идејата за етничка поделба на државата. Тогаш рековте дека тоа не е само вашата идеја, туку и дека за таа идеја стојат и членови на МАНО. Денес не се случува една нова иницијатива од вреди коалиционен партнер на Мицковски, кој иницира формирање на Албанска академија на науки. Дали ова е и во насока на она ваше поранешно предупредување, предвидување дека апетитите на партиите, албанските партии во Македонија никогаш нема да бидат задоволени? Гледайте, сега ќе одговорам на еден необичен начин. Таа ситуација до тогаш беше таква. Од тогаш Македонија го избра Охридскиот рамковен договор, нели тука никој веќе мислам дека не го спори. И ние сега треба нели да ја гледаме Македонија според тој Охридски рамковен договор. За жал, Македонската академија на науки и на уметности, ние во раните 90-ти години ја нарекувавме САНУ, не МАНО, туку САНУ, не знам, така тоа беше така едно име. Имаше една добра епизода кога беше господинот Ефремов, Старделов, така главни на таа академија. После, за жал, со претходниот преседател отиде во некој национализам, абсурден национализам. И сега не знам како ќе биде новиот преседател, во кој правец ќе ја тера академијата. Меѓутоа, според мене, кога ја гледате улогата на Македонската академија на науки и уметности, мислам дека да не зборам за она фамозна историја што ја пишуваше македонска историја исто така. Енциклопедијата, мислам. Енциклопедијата, да, што беше, мислам, катастрофа, ретка интелектуална катастрофа на Македонија. Значи, гледате сега, да, ако ви кажам дека сметам дека Македонија треба да има една академија, да, ќе ви го кажам, тоа е добро за унитарноста на државата и сето тоа. Меѓутоа, од друга страна, ако барате од мене да ви кажам таа академија е идеална, исто така можам да ви кажам дека е далеку од идеална за мојот вкус. А конечно, па што спија останатите академици, рамковиот договор е пред 24 години, така, како има да е, 24 години. Не можеа да стават дел, малку поголем дел на албански академици во таа академија. Немаат албанците научници во сферата на економијата. Јас можам да ви кажам 3-4 личности кои се перфектни, кои за мене може да бидат академици. Албанци, мислам македонски албанци зборувам. Значи, и сега одеднаш се нешто не им е јасно. Па што направија они за да направат поинклузивна академија? Претходниот преседател беше пример за ирационален националист. Што мислите? Може да ги подгреат нови етнички подели оваквата иницијатива за формирање на албанска академија, бидејќи најчесто велат кажете било која друга држава каде што има две академии. Не, гледате, само не знам како ќе се развива кој правец тоа, и тоа не може да биде основа за подел. Меѓутоа, ако се соберат 4-5 работи, како што гледаме сега некоја тенденција, нели повторно да се правиме, нели да редефинираме некои работи, 3-4 работи ако се соберат на еден куп, тогаш дефинитивно може да се разговори некоја ситуација повторно непотребна. Господин Ѓоргиевски, ВМРО ДПМН начело со вас
ВМРО ДПМН со Никола Груевски и ВМРО ДПМН денес со Христијан Мицковски. Ете, сметам дека... Дали Христијан Мицковски е ВМРО ДПМН? Гледайте, јас сметам дека како председател на ВМРО, кога ја обновивме, возобновивме, секогаш сум се држал до традициите на старото ВМРО. Историското ВМРО, ВМРО меѓу двете светски војни, и сум се обидувал да ја направам таа ревизија, иако многу структури не ми дозволувале да ја направам до таа ревизија, меѓутоа ревизијата на историјата секогаш била тема на ВМРО. Пазете, ние сега зборуваме за историјата, ние не треба да направиме ревизија заради бугарите, ние треба да си ја направиме ревизијата заради нас самите. Знаете, ние уште ништо не правиме за таа ревизија. Знаете, ние сме нашата македонска историја повеќе се базира на терминот јас верувам, а не науката го кажува тоа. Меѓутоа, ајде да не се враќаме кон тоа. Значи, мислам дека зборувам за идеолошкиот дел, не зборувам за економскиот. Сметам дека на идеолошки план јас го зачував тоа што беше ВМРО. После мене господинот Никола Груевски почна со антиквизацијата, што беше драстично скренување од вистинскиот пат на историјата, затоа што јас велам во времето на Гоце и Даме, тие што вереа јас сум етнички македонец, ги судуваа на смрт и ги убиваа. Парадоксот, да биде поголем. Подоцна малку една фаза Груевски на антицизмот му го приклучи и југословенизмот. Да не забравиме, Зебрењак почна да се слави у негово време. Така што јас тогаш ги нарекував овие се антички југословени. А денеска, за жал, бидејќи гледам, па новото ВМРО се дистанцира на некој начин од античка Македонија, практично си остана оној само југословенскиот дел. Така што ако ја анализирам македонската политика 3 години пред распадот на Југославија до денеска, можам да кажам дека денеска не само ВМРО, туку имаме најпросрпска влада што постои во Македонија. Дори можам да ја кажам повеќе од времето на Лазар Кулишевски. Кај Лазар Кулишевски имаше црвена линија за Македонија под српската окупација од 18 до 41 година. Се даваше повеќе простор за бугарската, меѓутоа кога се зборуваше за српската окупација, таа исто беше каква што била. Конечно забораваме дека Кочо Рацин своите песни за тешкиот живот на македонците ги пишувал во кралска Југославија, така? И многу други примери. Значи, ако денеска сакате да ви кажам, јас сметам дека денеска ние имаме една отворена просрпска партија што никај комунистите, да речеме и кај левичарите, никај десничарите од 45 година толку изразено не ги паметиме. Мене ми е жал што тоа се случува со партијата која сум ја формирал. Мене ми е жал што партијата која го носи името ВМРО прави ваква диверзија и цинизам на историјата, меѓутоа очигледно тоа не се случува во моментот. Ако ставот на нашите меѓународни партнери е дека во Македонија имаме епидемија од криминал и корупција, како да излеземе од ова сивило? Знаете, ја слушам повторно оваа влада, нас, не интересира, ама ова, прво да го решиме ова, после со Европската Унија, ние да се посветиме на нашиот внатрешен живот, да си ги решиме сами проблемите со судство, со криминал, со корупција и со сето тоа, а после ќе се представиме пред Европската Унија. Знаете каде е проблемот, Чомовски? Што длабоко се сомнувам дека ние внатрешниот живот тешко ќе го решиме без Европската Унија. И тоа го чувка еден хрватски политичар, дека европеизацијата на хрватскиот внатрешен живот почна кога влеговме во Европската Унија. Така што таа приказна е убава за слушање, ние ќе си го средиме животот внатре
нели, судство, корупција, криминал, без Европската Унија, ама мислам дека е малку тешко остварливо. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето. Ви благодарам и вам. Љупчо Ѓорѓиевски, поранешен македонски премиер, лидер на ВМРО Народна партија. Неопходни се решителни чекори во насока на забрзување на реформите кон Европската Унија. Покрај неопходноста од уставни промени, Европската Унија во најновиот извештај нотира дека има ограничен напредок во судството и испорачување на правдата. Гостин во ова издание на Тренинг Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Господин Аврамовски, речи си на дневна основа ги следите состојбите во македонскиот правосуден систем. Колку овие сугестии, оценки, проценки на Брисел ја отсликуваат реалната состојба во македонскиот правосуден систем? Интересно е доколку ги прочитате ваквите извештаи и укажувања што се повеќе години наназад, ќе забележите дека има повторување на многу од работите. Вообичаено се нотираат некои нови чекори напред, како што е усогласување на законодавството со европското, донесување на некои закони кои што биле проблематични претходно. Меѓутоа, факт е дека сите оние недостатоци на системот се во суштина истите. Ние немаме практична имплементација на тоа што го имаме ставено на хартија во законите. Во поглед на правосудството, Европската комисија изразува загриженост за најавите на актуелната владеачка гарнитура за распуштање на судскиот совет и советот на обвинители. Дали по ваквите сугестии и оценки на Брисел всушност владата и пред се премиерот Мицковски би се откажал од најавената намера да ги распушти овие тела? Не знам дали тие... И дали е тоа решение? Не знам дали тие би се откажале, меѓутоа можам да кажам дека долго време се зборува за распуштање на овие тела, меѓутоа освен вака декларативно начално кажување на определени ставови, не сме виделе никаков конкретен план, програма и стратегија како би се спровело тоа. Од друга страна, како што имам истакнато и многу пати претходно, би било многу проблематично доколку извршната или законодавната власт успее да го прекине мандатот на членови на тела кои што се избрани од страна на судската власт. Ќе има сериозен дисбаланс и сериозна надмоќ од страна на извршната или законодавната власт врз судството, што впрочем и ние главниот проблем која ја констатираме она недоверба во судството во тој систем, тоа е токму заради тоа што граѓаните имаат перцепции дека судството не одлучува самостојно, туку дека е под некаков притисок од страна на политиката. Дали и колку судскиот совет и советот на обвинители се главни генератори на ниската доверба во македонскиот правосуден систем? Се меѓу главните генератори на ваквата недоверба и за жал се меѓу главните генератори на повеќето проблеми со кои што се соочуваме во пракса. Можеме да забележиме дека постојано кога има некои големи крупни скандали, постојано тие се поврзани на еден или на друг начин со судскиот совет или со советот на јавните обвинители, посредно или непосредно и Академијата за судии и за јавните обвинители. Се чини дека ниту до судскиот совет, ниту до советот на обвинители како да не допираат критиките до нив, па денови потоа што недела влегува со нов скандал со именување на своји представници во Академијата на судии и обвинители. Дали ова е всушност судирни интереси, концентрација преголема на моќ? Се од тоа наведено, тоа е апсолутно судирни интерес, затоа што е спротивно на Законот за спречување на корупција и судирен интерес, каде што се вели дека избрани и именувани функционери, какви што се членовите на судскиот совет и советот на јавните обвинители, не можат да бидат членови на органи на управување на правни лица кои располагаат со државен капитал. А тоа е токму Академијата за судии и за јавни обвинители. Да не навлегувам во детали, има и други спорни моменти, како што е концентрацијата на моќ за одлучување при прием на слушатели на Академијата, потоа за завршување на почетната обука, а потоа и за конечен прием на судии и на јавни обвинители, односно назначување на избор на судии и јавни обвинители. Така што има и огромна концентрација на моќ на овој начин помеѓу советите, но исто така она што е поразително е тоа што ваквата пракса се повторува и покрај укажувањата. И дополнително што не видовме никакви дискусии или образложенија за тоа зошто овие кандидати се токму
вистинските кандидати кои што се избрани и кои што треба да бидат на овие позиции, што ни е сериозен проблем бидејќи тоа е постојано нотирано и од страна на домашната јавност и од страна на извештаите на Европската унија, па дури и во препораките на оценската мисија дека овие тела мора да даваат образложенија на своите одлуки. Меѓутоа и председателката на судскиот совет Дамева и првиот човек, председателката на Советот на обвинители демантираат, односно категорично велат дека има нешто спорно во делегирањето на своји представници во Академијата на судии. Дека таа пракса била и порано. Да, и е констатирана како лоша пракса, имате дури и мислење од страна на Државната комисија за спречување на корупција од пред 2 години, кои укажуваат дека во ваквите ситуации, доколку се назначуваат членови на советите, станува збор за прекршување на одредбите од Законот за спречување на корупција и судрина интерес. И што сега, кучињата лаат, караванот си врви? На некој начин тоа ни се случува постојано. Не се користат оние механизми кои можеме да ги искористиме во пракса. Се уште владее мок за незаконитоста во изборот на членови, односно на изборот на членови и во Академијата на судии. Се сеќаваме добро како помине изборот на новата директорка на Академијата на судии. Голема врева оставија и случувањата на незината предходничка Габер, имајќи во предвид дека ова лето дури имаше инспекција во Академијата на судии околу делот како се правил изборот на судии и обвинители. Зошто и по речиси 7 генерации од каде излегоа судии и обвинители, 30 на сигурни повеќе, и натаму такво ни е ниско нивото и на квалитетот на судии и обвинители. Со честни исклучоци. Дури ако се вратите поназад, пред да биде формирана, зашто Академијата беше формирана? Затоа што дотогаш се злоупотребуваше постапката за избор на судии од страна на Судскиот совет, предходно од страна на Собранието. Тоа ни кажува дека ние немаме проблем со моделот и со системот, туку имаме проблем со тоа, со нашата волја и свест, како да ги имплементираме на најдобар можен начин овие решенија во пракса, затоа што една од вообичаените ситуации која што ќе ја забележите е секогаш кога ќе се сретнеме со некаков проблем во пракса, првичниот одговор на сите надлежни органи и институции е да кажат дека им се врзани рацете и дека не можат да направат ништо во врска со тоа и да чекаат дека некој друг треба да го почне решавањето на проблемот, а впрочем има многу работи што секој сам може да ги превземе и доколку се прави тоа неизбежно ќе биде да забележиме некаков прогрес. Можеби на почетокот ќе бидат ситни чекори, ќе делува незабележително и смешно, но доколку се искористи тој моментум, можеме да генерираме и големи промени. Доколку не ги решиме ситните проблеми, а се стремиме да ги решиме крупните проблеми, можеме да бидеме речиси сигурни дека тоа нема да се случи. Колку состојбите во правосудството се и безбедносен проблем? Се сериозен безбедносен проблем, тоа е впрочем и нотирано и во повеќе извештаи, затоа што има сериозни начинот на кој кога имате еден систем што не функционира онака како што треба, тоа ви е сериозен проблем од организиран криминал и корупција, перење на пари, финансирање на тероризам, а имајќи предвид дека нашата држава е членка на НАТО, воедно се стремиме да бидеме и членка на Европската унија, практично нашиот систем, нашата држава ќе представува проблеми за сите оние сојузници со кои влегуваме во овие алијанси. Што е со препораките од Европската оценска мисија на планот Прибе за борба против корупцијата и неказнивоста? Како против неа, ако немате суштво кој може да одолее на дневно политички притисоци и бизнес влијанија? Тоа е навистина добро прашање. Би било многу тешко и практично невозможно да се даде конкретен одговор за тоа што точно треба да се направи. Меѓутоа, јас искрено мислам дека треба да почне работите да се решаваат постепено од оние проблеми кои можеме да ги надминеме и на тој начин да демонстрираме волја дека можеме и сакаме да ги надминеме и крупните проблеми со кои што се соочуваме. Мора да најдеме начин да ги охрабриме оние честни судии и обвинители кои ги спомнавте. Тие треба да ги лоцираме и тие треба да ги охрабриме да се борат со корупцијата и во сопствените редови, меѓутоа и со корупцијата која што и онака треба да ја сузбиваат.
Следите тренинг гостин во емисијата Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Во жичата сме на уште еден скандал со помилувањето на осудените лица. Се најавува целосна реформа на системот за помилување на осудени лица и измени на законот. Во кој правец треба да се движи за да не ни се случуваат вакви пехови како овој последниот со помилувањето од страна на претседателката Силјановска Давкова? Не сум сигурен, меѓутоа колку што знам, се работи веќе подолго време на нов закон за помилување. Меѓутоа не знам точно во која фаза е постапката и што точно се менува во законот. Меѓутоа факт е дека треба да се прецизираат одредени работи, треба да се усоврши законското решение, можеби целосно нов закон да се донесе, но повторно кога ќе видиме, повторно ние затајуваме во имплементацијата. За да имате соодветен систем за помилување, најнапред треба казнено-поправните установи, затворите треба да функционираат онака како што треба и треба да имаат услови за да можат и соодветно да ја следат и да ја мерат ресоциализацијата на лицата кои се затворени. По колективната оставка на Комисијата за помилување, почитуваната адвокатка Сузана Јошевска-Анастасовска напиша: не постојат никакви, ама апсолутно никакви пишани или утврдени критериуми. Се чудиме што ни се случува. Ни се случува тромавост, небрежност, незаинтересираност и системска неповрзаност. Овој став на адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска се дополнува и дека комисиите за помилување немаат право да ги сослушаат и самите баратели на помилување. Да, многу убаво е даден описот, баш со тоа се соочуваме не само во поглед на овој проблем, се соочуваме со незаинтересираност, тромавост, летаргичност, неинвентивност и затвореност во една матрица на размислување која што веќе пред многу години се има покажано дека е застарена. Повторно доаѓаме овде, можете вие дури да речеме дека ќе го напредите законот и комисијата ќе може да ги сослушува ваквите лица. Пак ќе биде прашањето колкав ќе биде практичниот капацитет за тоа да се направи и зошто не да се следи она што впрочем и треба да биде најсоодветниот начин, а тоа е самите казнено-поправни установи да имаат соодветен рекорд, да имаат соодветни досиеа и евиденција на начинот на кој е отслужувана ваквата затворска казна, ресоциализацијата, напредокот во однесувањето на осудените лица и така натаму, за да можеме не само од аспект на помилувањето, туку и од аспект на тоа да оцениме дали нашиот затворски систем е соодветен и дали луѓето кои што кога ќе влезат во затвор, ќе излезат оттаму, ќе бидат на вистина лица кои ќе можат да се интегрираат во општеството. Благодарам за разговорот. Благодарам вам. Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење. Кратка пауза за реклами, па потоа во студиото на Тренинг ќе гостува режисерката Ана Јакимска. Следете не. Следите Трилинка во продолжение вечашната соговорничка во Трилинк е режисерка на филмовите Ке дојдат децата, Синиот час, Неонски срца, Полноќен воз, Нема духови во тугина. Тоа се само дел од филмовите кои се и наградени. Дипломирала на катедрата за општа и компаративна книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Коневски, а потоа дипломирала и на филмската режија на Факултетот за драмски уметности при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Неодамна магистрираше во Велика Британија, Лондон, на Универзитетот Голдсмитс. Добре ден за Ана Јакимска. Благодарам за поканата. Јакимска... Само една поправка, значи Полноќен воз не е филм кој што е снимен, реализиран, тоа е само сценарио кој што го развивав и го завршив, така што тоа е сценарио за долгометражен филм кој што сега постои само во таа форма, сценарио. Во однос на овој филм сега што го споменавте, тоа е станува збор за филм краткометражен кој е инспириран од вашиот престој во Велика Британија. Тоа е Нема духови во туѓина. Аха. Да, тоа е последниот филм кој што го спомнавте. Така е, значи, јас благодарение на Чивник стипендијата имав прилика во 2022 година да се преселам во Лондон и да се запишам на едногодишни мастер студии по режирање фикција конкретно.
што беше фантастична прилика за мене, затоа што можев да се посветам на совладување нови алатки, нови пристапи на изразување на екранот, да работам со луѓе што доаѓаат од различни позадини од цел свет. Така што имаше многу работи што ги направив за прв пат, додека бев во Лондон. Инспирацијата за филмот ми дојде од комуницирањето со баш тие луѓе што доаѓаат од различни страни на светот, и особено кога зборуваш за некоја приказна која што е македонска, која што доаѓа од култура што е на светската сцена мала како нашата, значи недоволно представена, нели, underrepresented. Како зборуваме за нашите приказни, како ги раскажуваме пред светот, како ги представуваме, како ја отвараме цела оваа култура и ова место на картата, што во голема мера има непознато на луѓето, дури и тие што се во европскиот континент, како што е, нели, Англија. Сватев дека има една многу важна глобална перспектива во тоа како ние ги представуваме нашите приказни од овде и која е тежината што ние носиме како раскажувачи. Значи, дали нешто заработуваме, дали ги искористуваме тие екзотични стереотипи и призвуци кои што доаѓаат секогаш со источната култура на екранот, или правиме нешто за да се бориме против тие стереотипи. Како ја представуваме нашата култура? Акцент во овој филм ставате на одговорноста. Мислам дека одговорноста е многу важно прашање во се што правиме, дека секогаш мора да сме свесни за тој динамичен општествен и политички контекст околу нас, која е нашата улога. Значи, што и да правиме, ние не го правиме тоа во вакуум. Секогаш има некакви последици и тоа во уметноста никогаш е занемарено, но мислам дека е исклучително важно, затоа што уметноста е сепак огледало на реалноста. И тоа што го правиме ние можеби не може да го промени светот или нема таков капацитет, таква моќ за да направи инстантно некоја промена. Но многу е важно што е тоа што ние го ставаме на екранот, значи што излегува од нас како приказна, така што апсолутно имаме одговорност. Ако филмот е огледало на реалноста, во какво време живееме? Па транзиција, но на светско ниво, не само нашата македонска транзиција, за која што постојано зборуваме, особено за време на избори. Мислам дека светот се менува, генерално светот се менува на подобро. Тоа што се некои нови текови со сензитивност за човекови права, особено за инклузивност, за децентрализација. Мислам дека особено на темата на децентрализација треба да се направи многу повеќе, затоа што светот природно има тенденција да се враќа кон тие тежишта на центарот, како што ја може да видиме и во Велика Британија. Во филмската индустрија Лондон е центарот на се, значи да, се има обиди да се направи Бристол како една романтична приказна на Холивуд, на западот на Британија, но Лондон е центарот, таму се случува се и тоа не е идеалната состојба. Колку филмовите, особено од ова балканско подрачје, што има историја на војни, геноциди, тензии, но и големо влијание на традицијата со животот, можат да придонесат за развојот на свеста, за функционирањето на едно општество? Мислам дека преку филмовите ние се запознаваме себе подобро. И тоа не само нас самите, туку и другите луѓе кои што доаѓаат од различни позадини со кои што го делиме во општество. Така што тоа чувство на градење на заедница, мислам дека апсолутно има голем капацитет филмот да го засили и да го промовира како една општествена норма. Но за тоа да се случи, многу е важно исто така кој ги селектира приказните кои што се снимаат. Значи, кај нас на Балканот, во Македонија исто така, нели, главниот извор на финансии се националните агенции, значи филмските фондови, кои што се поддржани од државата. Тоа е позитивно како околност, затоа што тоа се независни филмови. Според законот за филм, според правилата, тоа се независни исто така професионалци кои што ги читаат сценаријата, ги оценуваат. Сега тоа додека на хартија звучи нели супер, проблемот е кога се става во пракса,
Ние сме сите многу мали кинематографии, каде што секој се знае со секого. И никогаш дури и не сакајќи се случуваат некакви врски и преферирања на едни проекти пред други. Така што мислам дека проблемот е комплексен со финансирањето, но мора да се обидаме. Шангај 2016, ќе ве вратам речиси 10 години порано, кога и всушност стартувате со вашата професионална кариера, ќе дојда децата. Првиот филм, речиси 10 години потоа. Како ви изгледа филмската индустрија? Да, значи ќе дојда децата беше мојот дебютантски филм, кој што во исто време беше и дипломски филм на ФДУ тука во Скопје. Така што беше неверојатна прилика што тој филм беше селектиран на толку многу светски фестивали и јас имав шанса како млад автор и се уште нели млад човек да прошетам по толку многу земји на светот со филмот и да видам како размислува публиката, како одговара на слични на истата тема, тоест. Значи филмот беше во некои од земјите сватан дури како хорор, например во Италија тоа беше одговорот, мислеа дека станува збор за хорор. А во други земји кои што имаат поразлична историска позадина беше следена алегоријата која што ја има во филмот, така што беше малку поопштествено гледан. Мислам дека да направам споредба меѓу тоа како изгледаше филмската индустрија тогаш и сега, можам да кажам дека сега центрите на моќ се малку дисперзирани, значи има различни форми на финансирање, копродукциите се многу поактуелни, имам впечаток дека целиот процес е поотворен и подемократизиран. И особено важно е внесот на инклузивност како принцип кој што се следи. Мислам дека Македонија уште заостанува во однос на инклузивноста на проекти кои што се финансираат, на автори кои што се промовираат, но во светот тоа е пракса без која што не се може. Филмот е најполитичката уметност и има голема моќ да влијае на јавниот дискурс. Филмот не е собрание за да изгласа закони, но активно учествува во создавањето на услови што водат до нив. Има причина зошто се уште се цитираат реплики од пред дождот во последниве дебати кај нас, речиси 30 години подоцна. Да, ова е мој цитат од едно интервју, да, точно. Како што зборувавме за претходното прашање, верувам во таа моќ, мислам не само јас, туку тоа е и докажано дека филмот како медиум кој што е сеприсутен, дека има таа моќ да отвара теми во општеството кои што се важни за самата заедница и затоа мислам дека е одлична околност што на нашите простори постојат тие филмски фондови, значи тие државни агенции кои што финансираат независно кино, значи независни филмови, кои што нема бидат оптоварани толку од потребата да се продадат доволен број на карти, да се оправдаат средствата, да се вратат дури средствата на некој начин, затоа што тоа секогаш е еден лизгав пат кон комерцијализација, но во лоша смисла комерцијализација. Значи филмот како уметност е секако намената за поширока маса. Филмот ние го правиме за да го гледаат што повеќе луѓе, нели? Тоа не е страница во мојот дневник што јас ја пишувам само за себе и сум задоволна со тоа. Значи целта ми е секако што повеќе луѓе да го гледаат. Колку пораките од филмовите кои досега сте ги режирате или од која е појдовната точка на Јакимска кога се решава да започне еден нов филмски проект, да бидете пред се вие задоволни од она што сте го сработиле или да испратите порака која ќе им остави впечаток на оние кои сакаат да го погледнат филмот или ќе го гледаат? Авторот мора да си го сака делото и да биде секогаш сигурен дека ова што го прави е најдоброто нешто што го направил до сега. Но заедно со тоа, доаѓа и одговорноста на тоа што е тоа што ние ставаме на екранот, затоа што тоа е содржина која што после тоа излегува од наши раце веќе, значи излегува од наша контрола и се дисеминира
меѓу заедницата, меѓу светот. Така што како раскажувачи апсолутно имаме одговорност да бидеме свесни и да бидеме информирани што е тоа што ние го пласираме како тема, како агол на истата тема, а да не направиме штета на заедницата или на групите кои што веќе се маргинализирани. Во текот на овој разговор доминира потребата од одговорност. Тоа што ми го даде Лондон, овој ваш цитат, е чувството на заедница и припаѓање. Друг круг на луѓе кои споделуваат можности, се бодрат меѓусебно, не се осудуваат за неуспех. Се научив на поинаков систем, каде што надпреварот да се биде подобар не е со некој друг, туку со себе си. Апсолутно. Ова е нешто што, особено како се вратив од Лондон, го забележав како пракса во Македонија, значи недостатокот на ваква заедница меѓу филмските работници и пошироко меѓу луѓето кои што работат во креативната индустрија, дека не постои една заедница каде што ние имаме момент на доаѓање заедно на исто место, споделување на проблемите, споделување исто и на можностите, значи не само на негативните страни на работењето, туку и меѓусебно баш така бодрење, значи буткање напред, затоа што успехот на другиот е по асоциација успех и на целата индустрија што го работи тоа, значи веќе се пласира целата македонска филмска индустрија на сцената и така и многу други потоа филмски работници, филмски автори добиваат шанса исто така да влезат на светската сцена. Но ова што го зборувате не е случај кај нас. Напротив, мојот впечаток е дека меѓу вас, например, па и во другите професии постојано преовладува ривалитетот. Така, и тоа е нешто што јас не го забележував додека живеев тука, значи го имав нормализирано како пракса, мислам дека едноставно така функционираат работите и дека треба само да се најде некој свој пат меѓу целата таа трибалистичка подолба што постои во филмската индустрија. Но особено откако поминав подолг период живејќи во поразличен систем, тие случувања кои што можев да ги сведочам оддалеку што се случуваат тука меѓу особено ДФРМ, Агенцијата за филм, некои истакнати филмски автори, беа апсолутно невкусни и би рекла обесхрабрувачки за млади автори, затоа што многу е неприродна ситуацијата кога вие ќе видите една голема структура која што тргнува против автор. Јакимска, при крајот од разговорот, повраќањето од Лондон во Скопје, се соочивте со општествено цивилизацијски шок? Првото нешто што го забележав откако се вратив тука назад во Македонија беше дека генерално во градов, во Скопје, има многу агресија и нервоза, која што, да, нели јасно ми е дека социолошки произлегува од сите недостатоци на општеството, но генерално едно чувство меѓу луѓето дека тие се сами на светов, значи сами против светот. Едно чувство на постојана борба наместо уживање. Така што мислам дека тоа е нешто што особено треба да се промени, малку да се намали агресијата која што сите на дневно ниво во мали дози ја чувствуваат и ја практикуваат. Многу ретко луѓето знаат дека вашата професионална кариера и започнавте како новинарка во Шпиц. Сте сонувале или сте имале пред се амбиции да бидете писателка, но сте завршиле да бидете режисерка. По она што можев да прочитам, како мала сте биле преокупирани со читање на вестници, гледање телевизија, бидејќи вашите родители студирале на филолошкиот факултет? Да, на јужнословенски книжевности. Што беше пресудно да одлучите сепак да завршите на ФДО? И дали од денешна временска дистанца можеби си велите што ми требаше ова, сепак требаше да останам во новинарството? Би го направила истиот избор, затоа што изборов го направив јас на позрели години, значи имав 24 кога решив да се занимавам со филм. Тоа не беше некоја нескротлива љубов, беше повеќе рационална одлука. Значи нескротливата љубов ми е повеќе кон книжевноста и кон новинарството, но се
се префрлив професионално кон филмот, затоа што верувам во поголемата моќ што има како медиум за комуникација меѓу луѓето. И тоа што филмот останува како една архива за да сведочи за нашето време и за нашето општество сега и што сме направиле ние. Благодарам за гостувањето. Благодарам многу. Во овие 60 на минути имавте можност да следите интервју со поранешниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, Дарко Аврамовски од Коалицијата за правично судење, како и режисерката Ана Јакимска. Довидување до идниот петок во исто време.